Што за вас представува слободата на изразување и слободата на медиумите? Па долго време го зборуваме за истото прашање и никако да дојдеме до одговорот. Очигледно дека секој на свој начин го подразбира таа слободата на медиумите, инаку во секој случај слободата на изразувањето треба да биде еден од постулатите на секое демократско општество. За жал ние долго време се вртиме околу формулацијата, повеќе се занимаваме, јас би рекол, со формата колку со содржината. Ете би после 6-7 години независна македонска држава, ние пак сме би рекол на почетокот. Значи, повторно се враќаме назад и повторно почнуваме од нула од почеток. Што е слобода на медиумите, дали има слободни медиуми и така натаму. Ако ме прашате каква е денес состојбата, ја ќе кажам дека не е, што би рекле прилепчани, многу замашала. Не сме појдени кој знае колку каде напред, иако ги детектиравме проблемите, што е она што треба да се направи и да се смени. Имавме пример назад на една деценија, нешто повеќе, пример како не треба државата да се однесува кон медиумите. Значи имавме тотално неслободни медиуми, корумпирани медиуми, и сега е многу тешко да излеземе од таа кал, знаете. Колку одите надолу на локално ниво, колку е средината помала, а тежината е уште поголема. Како вие индивидуално можете да придонесете за да се подобри состојбата во медиумите и да речеме дека еве барем до некаде сме постигнале таа слобода? Па секогаш она двостранност на информацијата, значи да им дадеме шанса и на тие што се на власт и на тие што се во опозиција. Меѓутоа, да им дадеме шанса и на граѓаните да го кажат своето мислење, бидејќи иако кај нас работите се поделени црно-бело, значи има владини и невладини медиуми, или граѓани кои што припаѓаат на власта или на опозицијата, или кои гласаат за власта или за опозицијата. Има граѓани кои што не припаѓаат никаде, кои што гласаат по собствен избор во зависност од проценката. Значи денес гласаат нови избори, гласаат за една партија, на другите за други, и тие секогаш се останати во некој меѓупростор заглавени и никако да дојде шансата до нив. Значи јас на моето видување е за слободата на изразувањето е токму тоа, значи да им дадеме шанса на сите да го искажат своето мислење, без разлика дали припаѓаат некому или пак се надвор од надвор од кутијата од системот. Дали некој сте се соочиле со притисоци од бизнис или политичките центри на моќ и како сте се справиле со нив? Па од бизнис центрите директно не. Меѓутоа тоа секогаш оди преку партиите. Значи доколку не сте блиски до, значи од мојот личен пример, бидејќи јас не бев близок до партијата на власт до кога што беше доскоро на власт, значи до ВМРО, да промене нивните коалициски партнери, и можноста да се дојде до бизнис, малце грубо кажано како бизнисмени, можноста да се добие реклама, значи ако сите живееме ние во некоја пазарна економија, да се живее само тоа беше многу тешко, бидејќи бизнисменот ќе ви каже дека нема начин, нема желба да се рекламира или дека нема интерес да се рекламира, а во позадина стои политиката. Значи некој него му кажал дека на тој медиум не треба да се рекламираш, кај тој новинар не треба да даваш интервју. Значи не зборуваме само за бизнис, туку зборуваме и за чисто извршување на новинарската професија. Значи не постоеше можност да добијаме изјава информација од државни институции, од локалната самоуправа, од јавните претпријатија, значи од сите институции кои што на некој начин се поврзани со локалната и централната власт. Значи изолацијата на се што не припаѓаше на власта и не беше блиско до власта беше максимална. Со промените кои што настана, дали мислите дека се здобивме со некој степен на слобода во медиумите и ако е така, што е потребно за да имаме целосна слобода во медиумите? Па дека е подобро, колку што беше подобро е дефинитивно. Меѓутоа не мислам дека тука треба да застане. Подобро е, но не е доволно добро. Мене она најмногу што ми смета е нерешениот статус со македонската радиотелевизија. Значи после една година од смената на власта статусот е истиот. Јас не велам дека сега новата власт треба да постави свој партиски директори и уредници во телевизијата. Меѓутоа, знаеме таму кој уредуваше политиката. И се уште ништо не е сменето или многу малку во начинот на изразување. Гледам дека одредени медиуми сакаат да продолжи истиот начин на финансирање и на работа како што беше досега. Значи им беше погодено, супер им беше, земаа пари од
од проектите на владата, од локалната самоуправа, од училиштата, градинки, од секаде каде што можеше да се земаја пари. И сега тие мислеа само дека ќе го пресоблечат дресот и дека се ќе продолжи на истиот начин. И кога, според мене, јас апсолутно оправдувам ставот и на владата, и на, пример, локалната власт, и на градоначалникот на општина Прилеп, да не финансира медиуми. Значи, секој медиум треба да излезе на пазарот и сам да живее. Значи, да се издржува, да се финансира сам од себе. Значи, да си најде спонзори, да си најде донатори и така натаму. Зошто локалната самоуправа би финансирала приватни медиуми? Значи, локалната самоуправа има потреба да се рекламира преку соопштенија, огласи и така натаму. Тоа ќе си го плати. Меѓутоа, да се издвојуваат месечно средства, не знам, 500.000 и не знам колку евра за одреден медиум, без разлика дали е портал, телевизија и радио, затоа што медиумот требало да обстани, тоа е нонсенс, тоа е за мене тешка глупост. Бидејќи зошто имаме пример со прилепски медиум, значи локалната телевизија вели ако не ни даде градоначалникот пари, телевизијата ќе пропадне. Па нека пропадне. Значи пропаднале многу телевизии, многу фирми не во нашата држава, во светот. Имаме примери, да не ги набројуваме сите. Ако имате начин, ако ве бива да работите, да си обстојувате, повелете бурум. Како обстојувавме ние сите за годините? Некој пропадна, некој медиуми се затворија, се отворија нови. Тоа е пазарот. И само на тој начин може да функционира.